Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Основното училиште Ванчо Николевски во село Лесковец доби нова спортска сала. По 3 децении конечно учениците ќе имаат достоинствени услови за спорт, тренинг и физичко образование. Инвестицијата е вредна околу 30 милиони денари. Новата сала е изградена со заеднички средства од државата и општина Охрид, а ќе ја користат учениците, но и спортските клубови и граѓаните. Овој објект има и многу поголемо значење од правилниот психофизички развој на децата, користејќи го на часот по физичко образование. Сепак ќе можат и други клубови, издруженија на граѓани кои што се создадено спорт да може да користат, и од огромно значење затоа што подобрувањето на самата инфраструктура и вложувањето во спортската инфраструктура значи многу пред се за најмладите. Буквално уште едно катче во градот кој што ќе може да се користи. Представува инвестиција од околу 30 милиони денари, од кои 10 милиони денари се од буџетот на општина Охрид, 20 се директно од државата. Изградбата на салата беше долгогодишно барање на жителите, а незината реализација траеше неколку години поради административни процедури. Поминавме процес од околу 2,5-3 години на обезбедување и чистење на самата локација од она што треба представува место кое што понатаму урбанистички ќе биде предвидено спортска сала која што денеска е реално. Со оваа спортска сала настапив во првиот мандат, ја побарав поддршката на граѓаните и од Лесковец нормално, но и од Охрид, како еден од многуте проекти во таа прва, да кажам, битка за градоначалничката позиција, кои што значеа многу за градот. Од училиштето велат дека оваа инвестиција значи значително подобрување на условите за учениците и наставниот процес. Денес е ден на голема радост и гордост за нашето училиште. По цели 30 години исчекување, конечно успеавме да изградиме собствена спортска сала. Простор што не представува само нов објект, туку исполнување на една долгорочна потреба и голема желба за многу генерации. За нашите ученици оваа сала ќе биде многу повеќе од простор за спорт. Таа ќе биде место каде што ќе се развиваат здрави навики, дисциплина, истрајност, тимски дух и почит. Тука се создаваат нови успеси, нови спомени и нови можности за правилен раст и развој. Со оваа инвестиција Лесковец доби нов современ простор за спорт, а општина Охрид најави дека вложувањата во спортската инфраструктура ќе продолжат и во наредниот период. Охрид официјално стана дел од европските културни рути на Советот на Европа, со што уште еднаш се потврди неговото исклучително место на европската културна и духовна мапа. На Генералното собрание, кое се одржа денеска во Аквилеја, Италија, беше одбележан овој значаен момент со кој Охрид се вклучува во мрежата на градови и локалитети што ги поврзуваат заедничките европски вредности, културното наследство и историското паметење. Ова признание представува потврда за историската и цивилизацијската улога на Охрид како духовен и културен центар на словенскиот свет, поврзан со делото на Кирил и Методи и нивните ученици Свети Климент и Свети Наум, кои токму во Охрид ја поставија основата на словенската писменост и духовност. Приклучувањето кон европските културни рути отвора нови можности за меѓународна соработка, културна размена и развој на културниот туризам, со што Охрид дополнително ќе се позиционира како препознатлива европска дестинација. Во рамки на настанот своје обраќање имаше председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, која истакна важноста на ова признание и улогата на Охрид како жива ризница на културно наследство и светилник на словенската писменост и духовност.
Оваа рута не е само патека на движење, таа е мапа на духовното и културното дејствување која ги поврзува локалитетите, традициите и вредностите што ја обликувале Европа. Охрид со своите манастири, цркви, археолошки локалитети и богато културно наследство представува клучна точка на оваа мрежа. Во таа насока, културниот туризам во Охрид се развива како автентично искуство, како патување низ времето каде секој чекор ја раскажува приказната за писменоста, верата и идентитетот. Посетителите не доаѓаат само да видат, тие во Охрид доаѓаат да почувствуваат. Современото чествување на делото на Кирил и Методи, особено на 24 мај кој традиционално го организира општина Охрид, представува жив доказ дека ова наследство не е само минато, туку дел од нашата сегашност и од нашата иднина, истакна Божиновски. Од општина Охрид потенцираат дека локалната власт останува посветена на зачувување, напредување и меѓународна промоција на богатото културно наследство, како и на активно учество во европските културни процеси. Јавното предпријатие Водовод Охрид за утре најавува прекин во водоснабдувањето на неколку улици поради зафат на водоводната мрежа. Поради поставување на нов вентил со профил FI 300 мм, утре 22 април од 8 часот до завршување со активностите ќе има прекин во водоснабдувањето на улиците 15 корпус, делот 7 ноември, Живко Чинго, Рашанец, село Лескоец и делот Кленоец, од пресекот со улицата 7 ноември до пресекот со улицата Железничка, информираат од предпријатието. Саем за образование и кариера ќе се одржи во петок 24 април со почеток во 11 часот во просториите на Младинскиот центар во Охрид во поранешна касарна. Станува збор за настан кој по четврти пат се организира во Охрид и кој представува единствена платформа од ваков вид во државата, насочена кон поддршка на младите во изборот на нивното образование и кариерен пат. На саемот ќе учествуваат околу 20 образовни институции, факултети и средни училишта од целата држава, како и представници на Агенцијата за вработување на Република Македонија и Асоциацијата на кариерни советници, кои ќе обезбедат кариерно советување и директни информации за можностите за образование и вработување. Се очекува присуство на голем број ученици од основните и средните училишта од Охрид и Струга, што го прави овој настан особено значаен за локалната заедница, посочуваат од Младински центар Охрид. Млади козметички техничари од повеќе средни училишта ги покажаа своите вештини на регионалниот надпревар по шминка кој се одржа во Битола. Во силна конкуренција, ученичката Ресмија Селоска од ОЕМ-от Светинаум Охридски Охрид го освои првото место, обезбедувајќи директен пласман на државниот надпревар што ќе се одржи на 12 мај во Скопје. Со креативен пристап, прецизна техника и јасна естетска визија, Селоска се издвои помеѓу вкупно 12 надпреварувачи кои работеа на тема свечена шминка. Надпреварот покажа висок квалитет и посветеност кај сите учесници, потврдувајќи го растечкиот интерес и професионализам во оваа област. Од Светинаум Охридски Охрид учество зедоа 4 ученички кои со својот талент, умешност и оригиналност оставија силен впечаток кај жирито и публиката. Овој успех представува уште една потврда дека со посветеност, тимска работа и континуирано вложување во знаењето, младите таленти можат да постигнат врвни резултати. Следниот предизвик за Ресмија Селоска е државниот надпревар во Скопје, каде ќе има можност повторно да го покаже својот потенцијал и да се бори за нов успех, велат од училиштето. Фитнес фактори ви донесува метео. Денеска во Охрид имавме променливо облачно време со услови за повремени врнежи од дожд, со максимална дневна температура до 17 степени. Во Охрид утре ќе имаме променливо облачно време со врнежи од дожд, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна до 11 степени. Во Македонија утре температурата во интервал од 1 до максимални 14 степени. Според УХМР, под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса до четврток ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Процесите наместа ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер,
особено во западните предели од земјата, каде што се очекува да наврнат на 30 литри на метар квадратен. Дневната температура ќе биде во опаѓање, а во четврток и петок утринската наместа ќе се спушти и под нулата.